Екипите на Пари Сен-Жермен и Барселона се блиску до пласман во четвртфиналето на Лигата на шампионите. Првиот дерби надпревар во осмина-финалната рунда през сметката на Итихад помеѓу најбогатиот од островот Манчестер Сити и каталонскиот гигант Барселона заврши со заслужен триумф на шпанскиот претставник од 2:0. Барса дојде до водство откако дефанзивецот на Манчестер Сити Мартин Де Микелис направи намерен фаул врз Меси, кој потоа без мака го реализираше ударот од белата точка. Де Микелис доби директен црвен картон. Апсолутната доминација беше кронисана во 88-та минута, а вториот погодок беше дело на бразилскиот интернационалец Дани Алвеш. Историска победа од 4:0 над домашниот тим на Бајер Леверкузен забележа актуелниот шампион на Франција, тимот на Пари Сен-Жермен. Првиот погодок на надпреварот беше дело на Матијуди, вториот и третиот на Златан Ибрахимовиќ, а последниот на најновата милионска аквизиција Јохан Кабаје. Реванш средбите се играат за 2 недели, додека вечерва се играат исто така 2 осминафинални средби. Милан го пречекува Атлетико Мадрид на Сан Сиро, додека Арсенал е домаќин на Бајер од Минхен на Емирати. Голманот на Реал Мадрид Икер Касилјаш одлучи да го напушти кралскиот клуб на крајот од сезоната. Менаџерот на Касилјас веќе почнал да бара нова дестинација за својот клиент, а првите контакти наводно ги имал со Милан и Наполи. Покрај италијанските за Касилјас се заинтересирани неколку клубови од Англија, како и француските Пари Сен-Жермен и Монако. Касилјас веќе втора сезона поред е резервен голман и бране само на надпреварите од кралскиот куп и Лигата на шампионите, а тоа воопшто не му се допаѓа и веќе донел конечна одлука, а следната дестинација ќе биде позната по Мундијалот во Бразил. Касилјас првите фудбалски чекори ги направи токму во Реал Мадрид, за првиот тим дебитираше во 99-та година и досега бранеше на повеќе од 470 надпревари. Словенката Тина Мазе го освои вториот златен медал на зимските олимписки игри во Сочи, откако беше најдобра по двете велеслаломски трки. Олимписката шампионка од супервелеслаломот Ана Фенингер го освои второто место и сребрениот медал. Најдобар резултат во втората трка забележа германката Викторија Ребенсбург, која на крајот го освои бронзениот медал. Второпласираната по првото возење Джесика Линдвел Викарби на крајот заврши на 7-то место, додека третата под првата трка Надја Фанкини со вкупен заостаток од 38 стотинки беше четврта и остана без медал. 9 средби се одигра синоќа во NBA лигата. Шампионот Мајами, предводен од личниот рекорд на Леброн Џеймс сезонава 42 поена, славеше над Далас со 117-106 на гости. Крис Бош додаде 22 поена за гостите од Флорида. Дирк Новицки со така постигна 22 поена и беше лидер кај Далас Маверикс. Доста поинтересно беше во Денвер, каде екипата на Феникс на домашниот тим го нанесе и петиот пораспоред. Сан се славија со 112-107 по едно продолжение, а најголема заслуга за нивниот триумф имаше Джералд Грин со својот личен рекорд од 36 поени. Горан Драгич додаде 21 поени 14 асистенции за гостинската екипа. Фурние со 25 поени од клубата беше лидер на Нагетси, за кој Кенет Ферит постигна 21 поени 10 скока. Во Лос Анџелес Спарси славија над Клиперси со 113-103. Резервниот плей на Сан Антонио Пети Милс даде 25 поени и беше најефикасен во својата екипа, за која Марко Белинели додаде 20 коша. Тим Данкан ги следеше овие двајца со 19 поени и 13 скока. На Клиперси не им беше доволна ниту новата одлична партија на Блейк Грифин, кој средбата ја заврши со 35 коши и 12 скока. За вечера предвидени се 11 надпревари на NBA програмата. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.